Да отвориме во посланието до Галатјаните, 3 глава. Да го повторам уште еднаш прашањето, кое што подоцна разбрав дека само Данило го одговорил, иако јас само го слушнав оддалеку, но не видов кој го рече тоа. Галатјаните 3 глава, 17 стих, каде што застанавме со нашето проучување минатата сабота. И ќе го прочитам уште еднаш тој стих. Во контекст на нашето проучување за Аврамовата вера, седумнаесети стих. Ова сакам да го кажам, заветот што Бог го даде не може да биде обезвреден од законот, кој е настанат 430 години подоцна. Така што ветувањето би можело да ја изгуби силата. Прво, дали го разбираме ова? Дали го разбираме овој текст? Да почнеме уште еднаш со првата реченица. Заветот што Бог го даде. Значи се работи за некој завет кој што го дал Бог, така? Заветот што Бог го даде не може да биде обезвреден од законот настанат 430 години подоцна. Значи се работи за завет кој што Бог го дал 430 години пред законот. И прашањето беше, за кој завет станува збор? На кој завет мисли тука апостол Павле? Точно. Заветот што Бог го даде. Бог дал завет? Кому му дал завет? На Авраам. Сега, Бог дал завет на Ное, така? После потопот. За целото човештво. Меѓутоа, тоа не е тоа, не се мисли на тоа. Кој превод? Кој превод? Која Библија читаш? Старата православна или? Како вели? Добро, таму малце по-динамично, за да по-објаснето, така го превеле. Благодарам. Но во суштина е истото. Суштината е следнава. Зошто апостол Павле го кажува ова? Предходно, ако се сетите, 2-3 стиха предходно, уште во 15 стих, браќа зборувам како човек и утврдениот човечки завет никој не го растура, ниту му додава нешто. Значи, кога ќе биде склучен тестамент, и ако почине заветувачот, тој што го дава тестаментот, дали потоа може да се менува тестаментот? Не. Значи, тоа е примерот што апостол Павле го користи од секојдневниот живот, од човечкото општество, за да пренесе сега една духовна поука со тој пример, со таа споредба.
И сега затоа вели во 17 стих, заветот што Бог го даде, не може да биде, значи тој завет, не може да биде обезвреден од законот што настанал 430 години подоцна. Значи Бог дал завет. Бог на Авраама му дал завет. И одговаравме, цела сабота мејатиот пат, одговаравме на прашањето, што му ветил Господ? Што се му ветил Господ на Авраама? Се сеќавате? Татко на многу народи, друго. Ветената земја, друго. Вечен живот. Свети дух. Праведност. Све. Што ќе ви е земја, ако не ја поседувате за секогаш? Луѓето се тепаат за земји, територии, имот, роднини се тепаат за нивата, за ова, за минералите сега. Се предвидува дека многу брзо ќе почнат да војуваат државите и за питка вода. Ќе снема питка вода на планетава. Но колку долго ќе живеат? Колку долго ќе живеат луѓето кои што сакаат да грабаат територии, планини, рудни богатства? Колку долго ќе ги користат тие работи? Многу кратко. Многу кратко. Мизерно кратко. Ние нема да ги достигнеме ниту 180 години на Исакови, 175 Авраамови, 130 и повеќе Јаковови, 120 Мојсееви. Кој од нас може со толку да се пофали? Што ќе ви е било каква ветена земја, ако не живеете на неја за секогаш? Авраам тоа го знаел. Затоа го чекал градот кој што има основа, чиј градител, чиј дзидар е Бог. Вечниот живот е единствениот што има смисол за ветеното наследство. Инаку нема смисол. Инаку ништо нема смисол. Без вечниот живот, ништо нема смисол. Навистина, како што напишал мудриот Соломон, подобро е жив пес, отколку мртов лав. Повели Светле? Да, само затоа што не се тука, меѓутоа, ајде ти како роднина. Во ред, благодарам. Така. Значи, заветот што Господ му го дал на Авраама, и сега конкретно изразено со зборовите цитирани во 16 стих, значи, Господ му рекол на Авраам, еве конкретно за земјата, на тебе, оваа земја, ќе ја дадам на тебе и на кому друг, освен тебе, твоето семе. На тебе и на твоето семе. Ај прво да видиме, каде го пишува тоа? Во Битие, например. Каде го пишува тоа? Во првата книга Мојсеева. Кога ова ветување му било дадено на Авраама. И јас мислам дека е 15 глава, да видиме. Дали и мене ме служи.
паметот се уште. Од 15 глава. Благодарам. Да. Прво вели, па го изведе надвор и му рече, погледни на небото и изброј ги звездите, ако можеш да ги изброиш. И му рече, толкаво ќе биде потомството твое. Потоа 6 стих вели, и му поверува Аврам на Господ и тоа му се засмета за праведност. Бидејќи ова било во контекст на тоа дека Аврам немал потомок, дека жена му не можела да роди, дека дури се обесхрабрил велејки, сугерирајки неговиот слуга Елиезер да биде наследникот и така натаму, и така натаму. Но она што во Новиот Завет најмногу се цитира за Авраама, дека му поверувал на Господ и дека тоа му се примило во праведност, или му се засметало за праведност, тоа е тоа од 15 глава во Битие. На тој стих се однесува. Се разбира, Господ му ветил на Авраама многу што, рековме минатата сабота. Но, овде апостол Павле вели дека во 16 стих, ветувањата му беа дадени на Авраам и на семето негово. И сега вели апостол Павле, користејќи го еврејскиот текст од Битие, не е речено и на семињата, како за мнозина, значи не е употребен, именката не е употребена во множина, туку семето твое, како за еден, и потоа толкува, а тоа семето твое се однесува на Христос. И објаснив минатата сабота, кој не е гледал, може да ја гледа повторно таа проповед, ветеното наследство. Зошто целиот избран народ, зошто сето она што Господ сакал да го направи со Авраама и сите негови потомци, има смисол само заради Месијата. Без Месијата, без Спасителот, ништо од тоа нема смисол. Ниту ветена земја, ниту земски Ерусалим, ниту избран народ, ништо од тоа нема смисол без Месијата. Целта, фокусот, најважниот во сето тоа е Спасителот, Месијата. И Божиот план на спасение за целото човештво. Ветувањата му беа дадени на Авраама и на неговото семе, кое што е Христос. И рековме, за тоа ветување може слободно да се држите сите вие кои што, иако сте чии? Христови. Бидејќи последниот стих од главата, што вели? Ако сте пак вие Христови, тогаш сте што? Семе Авраамово и по ветувањето наследници. И сега доаѓаме тука до еден многу клучен момент. Господ на Авраама му ветува нешто многу големо. И патем никаде во Битие никаде не читаме Господ на Авраама да му поставува некој услов за тоа нешто. Читате или не читате?
Дали некаде Господ на Авраама му поставува услов? Аврааме, ако ми бидеш послушен, ако правиш тоа и тоа, ако ми бидеш верен, ако не знам што друго. Аврааме, ако тоа и тоа, тогаш сето ова. Дали за Авраама наоѓате било каков услов, било каде во книгата Битие? За сето она што Господ му го ветува. Дали наоѓате такво нешто? Ме интересира. Бидејќи ја не можам да се сетам. Ја не можам да најдам. Дали вие можете? Да ја прашаме вештачката интелигенција. Жртвувањето на Исак. Тоа е 22 глава. Што има таму кај жртвувањето на Исак? Таму има заповед. Господ му вели едно: Сабајле, земи го Исака, твојот син, одете на уџум пат до една гора која што ќе ти ја покажам. Тоа не е никоја друга гора, туку истата таа гора, каде што многу подоцна ќе постои градот Ерусалим, каде што Христос ќе биде распнат за нашите гревови. Но тогаш се викало само Морија. И таму принеси го Исака на жртва. Патам речено во Евреите 11 глава, подоцна, ќе стане збор. Зато реков за Авраам, повеста за Авраам во Евреите 11 глава има многу епизоди. Уште не стигнахме до Сара, ако даде Господ следната сабота. Продолжуваме со Сара, со самото раѓање на Исак, самото зачнување на Исака како Божјо чудо. И сега замисли ситуација. Господ на Авраам му ветува нешто, без да му поставува никакви услови. Авраам сето тоа го прифаќа со вера и тоа му се засметува за праведност. И сега, резонирањето на апостолот е дека 430 години подоцна доаѓа законот за Израел, значи многу генерации подоцна за Аврамовите потомци, Исаковите, Јакововите потомци. Доаѓа законот на Синај. Законот, целата Мојсеева Тора, содржи еден куп услови, еден куп ако. Ако ми бидете послушни, ако ова, ако она, ако. Прашајте вештачката интелигенција, ме интересира, колку пати се споменува ако во втората книга Мојсеева. Во третата, во сите 4 без првата. Ако. И тогаш сето ова, сите овие благослови. Но кај Авраама тоа не го гледаме. Кај Авраама тоа не постои. На Авраама само му е ветено нешто, тој го прифаќа тоа со вера, тој го живее тоа со вера, цел живот. Значи, рековме мејатиот пат, има богатство да направи 10 куќи, но тој цел живот живее под шатори во ветената земја. Син му негов исто, внукот негов, шахистот, исто. Со вера го живеат Божјето ветување, а конкретно Авраам,
не му е поставен никаков услов за сето тоа. Па што представам? Значи, тоа се само заповеди, Андреј. Значи, дали Исак ќе го жртвуваш подоцна на 100 годишна возраст? Дали ќе го напуштиш Ур Халдејски на 75 на почеток? Тоа е само Божја заповед. Но немаме ветување под услов. Немаме ветување под услов. Ветувањето е битното. Што сака да каже апостол Павле? Дека законот кој што дошол на 430 години подоцна со еден куп услови, еден куп ако, не може да го обезвреди ветувањето што му е дадено на Авраам. Тоа би било како да се обидуваш да менуваш тестамент. Отпосле. Не може. Господ му ветил нешто на Авраама, тоа ветување е верно и тоа е непроменливо. Не може законот да го промени тоа ветување. За да се исполни тоа ветување, не може да настапат нови услови. Или воопшто, бидејќи Божјиот завет кон Авраам немал никакви услови, па кога дошол законот со еден куп услови, не може да се промени, да се обезвреди ветувањето. Со други зборови, не може Господ вака да размислува. На Авраам и на неговото семе му ветив нешто, тоа нешто е големо нешто, тука спаѓа све, и спасение, и вечен живот. Како може да биде татко на сите народи без Христа, без Спасител, значи, што значи без откупувањето на цело човештво, без спасението и вечниот живот за цело човештво. Како што самиот Христос рече, јас дојдов за да имаат живот, и тоа каков живот? Во изобилие. Живот во изобилие. Значи, му ветив на Аврама нешто многу големо, не му поставив никаков услов за тоа, и сега кога го давам законот во времето на Мојсеј, дали со тоа го менувам тестаментот даден на Авраам? Не. Дали сега може да речем, Аврааме, се предомислив, јас ти ветив нешто пред 430 години, ама сега не е. Сега треба да исполниш некои услови. Така испаѓа. Но Павле вели, не може така. Да, Господ не е пишман. Господ не се предомислува. И Господ не е политичар. Едно зборувам, друго мислам, а трето права. Зошто тогаш е даден законот? Законот си е даден за сосема друга, многу корисна, многу потребна цел. Меѓутоа, законот не е даден за да биде средство за нашето спасение. Не може да биде. Но еве, уште пред да го слушнат законот, тоа страшно откровение на Синајската гора, да се подсетим уште еднаш на зборовите запишани во втора книга Мојсеева, 19 глава. Кога Израел се улогорува, пристигнува и се улогорува под Синајската гора. Излез, или втора книга Мојсеева, 19 глава. Еве, ќе почнем да читам од првиот стих. Излез, 19 глава.
Во првиот ден од третиот месец, откако излегоа синовите израелски од египетската земја, во денот на младата месечина, значи првиот ден, стигна во Синајската пустина. Значи, излегоа за подсетување кога? На 15.1. излегоа, значи самата Пасха. Патува цел месец, додека не аздиса со првото нивно роптање. Огладнеа, ожеднеа. Господ им даде месо, но тоа не беше баш добра храна, како што покажа и последиците. И потоа почна да им врне мана од небото. Почнувајќи од 16.2. И сега, значи, од првата седмица со мана и првата сабота со мана, значи не поминале ни ту месец дена, значи само половина месец, до 1.3. пристигнуваат во Синајската пустина. Поаѓајќи од Рефидим, дојдоа во Синајската пустина и се улогори Израел таму спроти гората. И Мојсей се искачи кај Бога и му се јави Господ велејки: кажи му на домот Јаковов и извести ги синовите на Израел. Што да им каже? Сами видовте што им направив на египтјаните и како ве изнесов на крилја орлови и ве прибрав кај себе. Па сега, гледате сега, сега имаме првото ако. Уште нема закон, мислам, не во смисловте, уште нема, значи, законодавство, уште 10 заповеди не се објавени од Синај. Господ поставува услов. Ако. Кој услов? Ако го слушате гласот мој и го пазите заветот мој, ќе ми бидете избран народ меѓу сите народи, зашто моја е целата земја. А 6 стих: и вие ќе ми бидете царство на свештеници и свет народ. Тоа се зборовите што ќе им ги кажеш на синовите израелски. Ако. И порано сум го поставувал ова прашање, ќе го поставам и сега, а одговарајте го следната сабота. На кој завет мисли Господ кога вели во 5 стих: ако го пазите заветот мој? Во 5 стих. Размислувајте за тоа. Забележте што пак вели дека ќе се случи. Ако, значи, го слушате гласот мој и го пазите заветот мој, ќе ми бидете избран народ меѓу сите народи. Значи, за да бидете евреите избран народ, дали тоа Господ го кажал условно или безусловно? Условно, под услов. Можете евреите да се фалат дека се избран народ? Можат само ако го исполниле условот. А условот не го исполниле. Можеме да се фалиме ние дека сме избран народ? Јас слушнав на времето, 17-та година, имаше една емисија, како се викаше, Борче, помогни ми, таа емисија на телевизијата што му ја угасна на... Не, на... Како се викаше они што му ја угасна телевизијата? Не, тој е... Овој беше патриот. Патриот беше и христијански патриот беше. Го заборев. Ја заборев и емисијата. Еве ќе ве подсетам.
гостуваше, мислам, Ефтим Клетников, така се викаше, тој македонски писател, стар. И дали Роберт, не се сеќа, заборев. И заборев како се викаше емисијата, заборев. Толку памтам политика. И овој човеков, замисли се дрзна да каже, во својата емисија тврдеше, ние македонците сме Божиот избран народ. Гостинот, Ефтим Клетников, да. И пота кажуваше во Стариот Завет, замисля тоа цела македонска јавност, во Стариот Завет еврејскиот народ е избраниот народ, а во Новиот Завет, вели, македонците, македонскиот народ, ние сме избраниот народ. И сега, по тој повод, тоа што е кажано за еврејскиот народ, еве го поставуваме за македонскиот народ. Дали ние македонците може да се фалиме дека сме избран народ? Зошто не? Дали постои народ на земјава кој што може да се фали дека е избран народ? Што треба за да се пофали? Кој услов треба да го исполни? Ако го слушате гласот мој и ако го пазите заветот мој. И сега се поставува она клучно прашање, зошто Господ на Авраама не му поставил никаков услов за сите ветувања што му ги дал. Што мислите? Во што се состои големата разлика помеѓу Авраам? Огромната разлика. Од една страна Авраам, од друга страна неговите потомци, што току избавени од робство, дури со големи чуда, со голема надприродна сила. Значи, од една страна Авраам, голема разлика помеѓу него и неговите потомци под Синај, кои што дури биле сведоци на голема надприродна сила во нивното ослободување, но сепак драстично голема разлика. И за да Господ на овие вториве мора да им поставува услови, а на Авраам не му поставил никаков услов. За денес ке завршиме со Битие 26 глава, каде што, еве ке почнем од првиот стих, за да имаме подобар контекст, инаку главниот е 5 стих. Битие, прва книга Мојсеева, 26 глава, од првиот до 5 стих. Забележите што се случува. Но настана глад во земјата покрај оној што беше во Аврамовото време, значи втор глад, и Исак отиде кај Авимелех, царот филистејски во Герар. Значи во времето на Исак. И му се јави Господ и рече, не оди во Египет, заради глад. Значи, не оди сега и ти во Египет, како Аврам што направи. Туку живеј во земјата која ќе ти ја покажам. Насели се во таа земја и јас ќе бидам со тебе и ќе те благословам, зашто тебе и на потомството твое ќе ви ја дадам сета таа земја и ќе ја потврдам за клетвата со која му се заколнав на Авраам, таткото свој. Тоа е Божиот завет. И ќе го умножам потомството твое како од звездите на небото и ќе му ја дадам на потомството твое сета таа земја и ќе се благословат преку потомството твое сите земни народи. Преку Христа, семето твое, ќе се благословат сите земни народи. И 5 стих. Зошто Господ му ги дал на Авраама сите тие ветувања? Самиот тој го одговара прашањето во 5 стих.
без услов му ги дал. Бидејќи Авраам го послуша гласот мој и се покоруваше на заповедите мои и на наредбите мои и на законите мои. Дали ја разбирате разликата? Зошто Авраам не добил никаков услов? Што веќе бил послушен на Господа. Веќе бил послушен на Господа. Зошто Господ го повикал Авраама? Се сеќаваме? Што ќе биде добар татко, да. На своите непосредни потомци, а тоа е предуслов за од него да настане и воопшто избран народ. Значи, Авраам веќе бил послушен. Што Господ не знае кој е послушен, кој не е послушен. Господ не ги чита нашите срца. Што вели апостол Павле во Римјаните? Кого Господ предодредил? Се сеќава Римјаните 8 глава? Оние кои што прво вели оние кои што однапред ги позна, нив ги предодреди, па потоа нив ги повика и така натаму сега, да не го читам целиот текст. Господ зарем не ги познавал сите однапред. Кога Господ им вели на израелците ако, зашто го вели тоа? Зато што не знае? Велиме на Авраам не му дал услов, затоа што го знаел, го читал. А зошто на израелците им вели ако? Оти нив ги чита, како што ги чита? Како неверни ги чита. А зошто им го вели тоа? За да они се свестат. Значи, ако Господ ми поставува услов, што тоа значи? Дека нешто ми фали. Дека сум фаличен. Дека јас треба да се сетам, дека нешто не е во ред со мене. И затоа и бил даден законот, заради престапите, за да јас согледам дека нешто не е во ред со мене. Јас не можам да видам, затоа што немам огледало. Мора да ми се даде огледало, за да видам каков сум. Нека му е фала и слава вечно. Амин.